Па е, во моментот пожарот е ставен под контрола. Активно горење нема на цела површина која е зафатена од пожарот, а има зафатено некаде околу 400 хектари од опожарена површина, од која сигурно 150 е земјоделско земјиште и другото е шума. Кога успеав да го ставите под контрола, кој се интервенираше, имавте тешка ноќ, како помина ноќта и како успеавте да ја изреализирате цела ситуација? Па овој пожар е појавен уште вчера после 13 часот, но на земјоделско земјиште и со едно возило е интервенирано, но силниот ветар кој се појавува во тој момент не дозволува да се фати целиот простор и да биде пожарот локализиран, и така да пожарот преминува од ниските делови према планината. Во вечерните часови почнува да го загрозува селото Ѓавото. И тогаш се повикани ПП возила на помош и дојдени се тука единиците од Гевгелија, Струмица, Валандово, Неготино и Кавадарци. Значи тука бевме ние со 7 и 8 противпожарни возила и 3 теренски возила Амарок кои имат пумпи. И така да го браневме цела вечера селото да не настане некоја штета. Но до 12 часот мислевме дека тоа е завршена работа. Пожарот дојде на 5 до 10 метри до селото и беше локализиран, но повторно тој ветер излезе кој не можевме да го контролираме и за многу кратко време ја опожари цела линија која не беше локализирана. Наравно дека не беше ликвидиран пожарот и еве гледате дека пожарот навлезе во селото и по тешка ноќ и борба со него успеавме некако да го стигнеме, да не навлезе повеќе, да не направи поголема штета од таа што веќе ја направи. Гледате во позадина има изгорено една шупа, околу цела куќа е опожарено, така да успеавме. Јас мислам дека материјалната штета тука е незначителна према тоа што можеше да биде. Каква шума гореше? Има ли голема штета на шумските површини во овој регион? Тоа шумската, колку ќе биде материјалната штета од овој пожар, ќе биде пресметана после тоа. Иначе гореше ниска деградирана шума со прнар, габер и дап. Иако вредноста е мала, но самата појава на пожарот не е пријатна за никој кога ќе видиш дека гори пожар, фактички не си мирен. Тоа опожарената површина можеби не е многу голема, но има некоја вредност и за шумските стопанство. Тоа они ќе утврдат по нивните оделенија. Они знаат колку кубни метра има дрвна маса на овој терен, знаат кои оделенија се зафатени и према тоа кој оделение колку е зафатено и проценката ќе биде материјална штета колку има дрвна маса. Се знаат ли причините или допрва ќе утврдуваат инспекторите? Па, во текот на денешниот ден ќе дојдат инспекторите од Дирекција за заштита и спасување и МВР и ќе направат моабет со мештаните кои нешто слушнале, како и виделе од каде е пожарот произлезен, да не сега ние говориме нешто што не е така, него нека утврдат тие па кажат официјалниот податок како е пожарот настанал. Установаат екипи на терен, а вкупната бројка на луѓе кои што беа ангажирани синоќа колкава беше и колку сега остануваат да дежурат? Па еве вака, вкупната бројка, ви реков веќе возилата кои беа, тоа беа се со посада од по 3 до 5 члена од професионалните територијални противпожарни единици. Местното население беше тука целосно ангажирано, околу 50-60 луѓе, и имаше од комуналното од Богданци. Дирекцијата за заштита и спасување од Валандово и Гевгелија беа тука. Денеска тимот за брз одговор од Валандово е тука. Видовте дека во утринските часови делувавме со хеликоптер да го спречиме пожарот да не премине према Богданци и депонија Богданци. А сега во припрема е авионот на Дирекцијата за заштита и спасување. Ако некаде има појава, ќе го повикаме авионот да дојде да делува на овој терен, но поради тоа што пожарите ни се во мали енклави, а за такви пожари е покорисен хеликоптерот и затоа
хеликоптерот го повикавме. И може би втор пат ќе го повикаме хеликоптерот. И само за кратко се знае ли материјалната штета на изгорената шупа? Материјалната шупа на изгорената шупа не се знае, но ние знаеме дека внатре имаше повеќе стари предмети од земјоделие и кои се веќе употребени. Секако дека има вредност, граѓата со која е покриена и внатре тој материјал има некоја вредност, но која е тоа ќе се утврдува накнадно.